Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Италијанскиот репрезентативец Андреа Пирло го очекува подолга пауза од фудбалските терени поради повреда на коленото. Пирло во неделата на преварот против Удинезе при еден дуел со противничкиот играч по само 6 минути игра ги повреди лигаментите на десното колено и според лекарите што се однесува до играње фудбал за него годината е завршена, а паузата можеби ќе трае 2 месеца. Повредата на поранешниот играч на Интер и на Милан доаѓа во време кога тој игра во изворена форма и е меѓу најзаслужните за добрите резултати на старата дама. Ракометарот на Хамбург, хрватскиот репрезентативец Домагој Дувњак, е прогласен за најдобар ракометар за 2013 година според традиционалниот годишен избор на Планет Хандбал. За хрватот гласа 9 од 11 члена на жирито, а тој доби најмногу гласови и од фановите, вкупно 8316. Според гласовите од жирито тој освои 35 поени, 9 повеќе од второпласираниот Ласло Најќ од Барселона, додека пак на третата позиција се пласираше Јулен Агуинагалде од Киелце, кој освои 23 бода. Најдобрите 5 ги заокружуваат бекот Ханс Линдберг и голманот на Барселона Арпад Штербик. Рос Браун повеќе не е шеф на формулен тимот на Мерцедес. Најавата дојде преку официјално соопштение на Мерцедес, но беше очекувано и остава малку простор за нагаѓање каде 59 годишниот англичанец ќе ја продолжи кариерата. Мерцедес го пофали Браун како архитект на нивниот успех оваа година, пошто потврдија дека неговата работа ќе ја преземат Тото Волф и поранешниот технички директор на Макларен Педи Лоуф. Најважното нешто во мојата одлука беше да се осигура вистински тајминг за да се осигура тимот да има успех во иднина. Процесот на наследување на мојата позиција кој започна оваа сезона значи дека сме подготвени да ја направиме транзицијата, изјави Браун. Заменувањето на Браун значи голема промена за возачите Луис Хамилтон и Нико Росберг, иако двајцата не се изненадени од одлуката. Рос ги постави темелите за успех во 2014-та. Тото и Педи се фантастични момци и силни лидери на тимот, изјави Хамилтон кој дојде од Макларен минатата сезона и најави дека токму Браун бил клучен во овој трансфер. Лоуф исто така стигна од Макларен во јуни, додека австриецот Волф се пресели од тимот на Вилијамс во јануари за да стане шеф на Мерцедес Моторспорт. 5 надпревари се одиграа синоќа во NBA лигата. Домашните тимови забележаа 4 победи. Единствената гостинска победа ја оствари Нью Орлеанс, кои со 131-129 по 3 продолженија ги совладаа Чикаго Булс. Клучни поени за Нью Орлеанс во трилерот во Чикаго ги постигна Холидеј на 2,6 секунди до крајот на третото продолжение, кога успеа да погоди под фаул и да го реализира дополнителното слободно фрлање, поставувајќи го конечниот резултат. Плеймејкерот на Нью Орлеанс заврши со 19 поени, 12 асистенции и 8 скока, а поефикасни од него кај гостите беа Рајан Андерсон со личен рекорд од 26 поени и Ерик Гордон со 23 коша. Денг со 37 поени ги предводеше биковите. Со поените на 0,4 секунди до крајот, Тим Данкан му донесе победа на Сан Антонио на домашен терен над Атланта Хоукс со 102-100. Со тие поени, ветеранот стави точка на одличната партија од 23 поена и 21 скок. Диао даде 16, Паркер 15 поени за Спарси. Джеф Тик со 19 поени беше најефикасен кај гостите од Атланта. Во дербито на NBA лигата, Портланд со 106-102 ги солда Индиана Пейсерс. Залудни беа за Пейсерс и 43 поени на Пол Џорџ, а домашниот тим со 28 поени 10 скока ги предводеше Ламаркус Олдрич, следен од Демијан Лилард и неговите 26 поени. Јута на домашен терен со 106-103 беше подобра од Хјустон. Личниот рекорд од руките од Трейк Бурк од 21 поен, исто колку што постигна и Алек Брукс, ги предводеа домакините, додека за Рокетси недоволни беа и 37 поени на Джеймс Харден. За вечера во NBA лигата предвидени се 8 средби. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.